Добар ден, почитувани, ова е најновата тема Амбуланта. Дали кожата на вистина е огледало на нашето здравје? Бледилото, жолтилото, темните дамки или ненајдените осипи можат ли да укажат на здравствен проблем, дека нешто се случува во организмот? Дали кожата може да открие анемија, диабетес, хормонален дисбаланс, па дури и автоимуни заболувања како системски лупус? Кога кремата како третман не е решение, туку е потребен подлабок медицински одговор. За се това денеска разговараме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог. Останете на Телма. Што точно ни открива кожата за нашето здравје? Во денешната Телма Амбуланта ќе прашаме доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерма Нова. Докторке, добре ни дојдовте повторно во Телма Амбуланта. Добре ве најдов, сегогаш ми е задоволство да зборуваме за кожата. Докторке, дали секоја промена на кожата е естетски, односно дерматолошки проблем, или понекогаш тоа може да биде симптом на нешто подлабоко, на некој проблем со внатрешните органи? Секако. Кожата не е само вештачка покривка која не штити од надворешната средина. Таа е еден мощен комплексен орган кој што има во себе преку, например, баш како сликава што оди 1 сантиметар квадратен кожа, има преку 6 милиони клетки, има преку 700 потни жлезди, лојни жлезди, има нервни завршетоци, преку 4 метри крвни садови. Значи, тоа е една комплексна структура која што е во постојан контакт со целокупниот организам, поврзана. На секоја од клетките во кожата има, на повеќето од нив, има рецептори, тоа се мали молекули кои што реагираат на одредени дразби од централниот нервен систем или од хормоните, односно ендокриниот систем, и исто така делува и имунолошки, значи самата кожа има и имунолошка функција. Секако главната функција, рековме, е заштитата, потоа имаме функција во смисла на регулирање на температурата телесна, значи преку потењето, со лојните жлезди, нивната активност, имаме и мала и екскреција на некои токсини, да речеме. И секако имунолошката функција е многу важна, бидејќи во овој орган, значи, се случуваат многу инфламаторни, многу имунолошки реакции кои што доведуваат до инфламација, воспаление и појава на одредени промени на кожата. Не случајно дерматологијата е всушност интернистичка гранка и секогаш кога ќе дојде некој пациент со одреден кожен проблем, односно промена на кожата, ние секогаш земаме темелна анамнеза за да видиме зад тој проблем што се може да се крие или може би се крие. Не е секогаш така, некогаш е чисто само кожен проблем, меѓутоа секогаш мора да ја разгледаме подлогата. Тоа се вика анамнеза, земање, значи еден општирен разговор со пациентот во смисла на тоа што се случувало претходно, дали пред појавата на тие промени, дали има одредени дополнителни симптоми, тоа е секогаш многу важно. Колку време трае тој осип, таа промена, дали некој во семејството имал нешто слично, значи и генетиката ја земаме во обзир, дали зема некаква терапија, значи кожата многу често е и одговор на многу алергиски реакции на одредени медикаменти, значи буквално многу работи може да се видат на кожата. Дури може да видиме одредени промени кои ќе не натераат да помислиме за најлошите заболувања, како што се автоимуните и уште, според мене, сериозни се малигните заболувања, каде што имаме животозагрозувачка ситуација. Ќе ги разгледаме сите овие ситуации. А што е со тенот на кожата? Дали бледилото, жолтилото или пак сивилото може да укажат на работата на одредени органи? Кога сме бледи, значи ли дека сме анемични? Не мора да значи, зависи од типот на кожа. Колку е посветол типот на кожа, потешко ќе го забележиме бледилото, колку е потемен, полесно се забележува. Ние тука имаме и помошни, како да кажам, ги прегледуваме и слузниците, односно белките на очите, ги спуштаме малку долните капаци да видиме каква е прокрвеноста на таа долната, значи на внатрешноста од склерата, и тоа ни потпомага да видиме дали можеби тука се работи за анемија, значи некоја подлога со, да речеме, дали е железодефицитарна или било каква, треба да се проследи. Жолтилото е еден од главните знаци, доколку особено се јави не само на кожата, туку и на белките на очите, не упатува да секогаш ја провериме работата на црниот дроб.
дали се работи за некој хепатит, некој воспаление, некоја транзиторна ситуација во која што имаме зголемување на трансаминазите, замастување, оптеретување. Потоа во одредени посебни состојби, например, дури бременоста може да доведе до, да речеме, поради оптеретување на црвниот дроб имаме поради зголемено ниво на естроген, може да видиме и некои други промени. Сивилото, Уште едно прашање за жолтилото би бе. Да. Доколку јадеме многу моркови, или пак премногу мандарини, може ли да ни пожолтат дланките, табаните, врвот од носот, ушите? Склерите се бели, односно белките се бели. Значи тоа ни е еден помошен знак дека е ова само депонирање на вишок на бета-каротен кој не успел да се претвори во витамин А. Значи секогаш имаме, како да кажам, кожата, како велиме, се гледа на кожата, секој може да види, меѓутоа ние дерматолозите ја читаме кожата. Значи може да процениме што е тоа, што може да се крие за тоа и на што се да помислиме. И затоа кога ќе влезе пациентот и ќе рече дека бил кај докторот, дерматолог и тој само ме дзирна, тоа дзиркање, значи таа проценка на вашата состојба на општото здравје и на кожата, нели, и преку нејзе на општото здравје, се прави врз основа на години студии, специализација и искуство и постојана надградба. Така. Ко споменавте сивилото. Често е кај пушачите, бидејќи тука имаме, како да кажам, вазоконстрикција, тутунот, никотинот ги затека крвните садови и кожата станува сува, безживотна, сивкаста, дури има едни промени кои што се јавуваат кај ноторни пушачи, значи што пушат по повеќе од 2 кутии на ден. Тоа е еден посебен синдром кога се јавуваат црни комедони или големи црнки во пределот околу очите и на челото. И што во тој случај дури се јавуваат и длабоки бразди, брчки во тие реги, и веднаш знаеме дека се работи за пушач. Исто така и нели бубрежните болни може да имаат таква состојба каде што знаеме поради неправилна, недоволна, нарушена функција едноставно на бубрезите, имаме интоксикација на организмот нели на повеќе нивоа, па и се манифестира и преку кожата. Дали дијабетесот можете да го забележите преку кожата дури пред да биде поставена дијагнозата? Да. Еден од најминорните, да речеме најбанални знаци кои што не мора да упатува, меѓутоа сепак ние треба да прашаме, особено ако биде придружен со некои дополнителни симптоми, се папиломите. Значи тоа се оние мали израстоци кои што се јавуваат околу вратот на местата кај што има триење, фрикција. Ако ги забележиме кај особа која е обезна, значи има поголема телесна маса, која се поти, која има и на места дури потемнување на тие, нели, кај што вратот... На вратот темни флеки, под пазувите, тоа е акантозис нигриканс, исто така може да укажува на скриен шекер, на можен дијабет, на почеток на дијабет, на покачен инсулин. Понатаму инсулин резистенцијата исто така може да се манифестира со тие промени на кожата. Особено ако тие папиломи се јават одеднаш во голем број и на повеќе различни места, и на трупот, не само на типичните места кај што ги гледаме кај малтане сите, значи кај голем дел од популацијата, како што е вратот. Значи може да се јават и под пазувите и на трупот, значи било каде на кожата. А дали раните потешко ќе заздравуваат? Секогаш кога имаме пациент, па и помлад или повозрастен, не е битно, кој што се жали на појава на постојано, значи, како да кажам, тешко заздравување на рани или појава на инфекции, било да се габични, да речеме баш дијабетичарите се склони на габични инфекции поради нарушен ПХ карактер на кожата, поради основното заболување, едноставно се склони на таков тип на инфекција, особено под градите на местата кај што има кожни набори. И секогаш прашуваме како ви е шекерот, кога последен пат сте го провериле, ако имаме таква ситуација, или пак појава на чирчиња, просто кажано народно, кои што се јавуваат на повеќе места во подолг период и поспоро заздравуваат. Тоа исто така треба да биде мотив да се провери пред се гликемијата, односно одржувањето на нивото на шекер во крвта, инсулинот, скриениот шекер, тримесечниот шекер, хемоглобина A1C и исто така и хома индексот за нивото на инсулинот нели во крвта, и тоа ќе ни помогне да направиме добра проценка. Има една состојба која што се јавува на
еве кај скриен шекер се вика гранулома ануларе. Тоа е банална дерматоза која што се јавува обично на краевите, на дланките или на стапалата и изгледа како еден прстен, издигнат прстен со бојана кожа и внатрешно е малку повлавнат. Тоа е банална дерматоза која што поминува сама од себе, меѓутоа ако се повеќе или првпат се појавува, секогаш прашуваме како е гликемијата. Значи обавезно тоа да се провери нивото на шеќер. Има многу, има и добро, другите промени на кожата обично се јавуваат подоцна со дијабетот, а овие се да речеме првичните знаци кои можат да помогнат во откривањето што порано нели е подобро за организмот, бидејќи шеќерот знаеме ги оштетува крвните садови на ниво на целиот организам и понатаму се јавуваат во животот компликации кои што се нели потешки за третирање. Дали промената на кожата околу очите секогаш е резултат на умор и ненаспаност? Не. Или пак може да укажува и на некаков проблем со внатрешните органи? Да. Сега, секако ако имате млада особа, или темни кругови, ненаспаност, секогаш подпрашувате дали се должи на тоа или подолго време трае или таков е периодот, поинтензивна физичка, психичка активност и слично. Меѓутоа, има едно мощно, сериозно автоимуно заболување, се вика дерматомиозит, кое што се јавува првично со црвенило и оток околу наочните капаци, малку на целот, мислам во тој дел околу капаците и исто така во предел на деколтето може да се јави, на горниот дел на грбот и се јавуваат мали црвени како брунчиња на зглобчињата на рацете. Тука прво прашуваме дали имаме дополнителен симптом, а тоа е мускулна слабост, која што се јавува при чешлање, значи при подигање на раката или при седнување и станување, мускулна слабост на мускулите околу колкот. Дерматомиозитот мислам може да биде јувенилен кај помлади особи, така да секогаш ги поставуваме овие прашања, а кај повозрастните пак може да биде резултат на малигно заболување во организмот. Значи тоа е и паранеопластична дерматоза која што не води, нели, да направиме потемелно исследување кај пациентот, да видиме што се крие и со навремено откривање секако да имаме подобра прогноза понатаму. Има и уште една системска болест, се вика амилоидоза, која што е едно нарушување хематолошко. Исто така има далекосечни последици доколку подоцна се открие. Исто околу очите како папули, црвеникави, едноставно промена дури во бојата и конзистенцијата, како да кажам, на кожата. Иако тука имаме и други промени по кожата на телото, како мали накупни на подкожни, како да кажам, депозити. Исто така, многу често, еве да речеме банално е, алергиски контактен дерматит на горните очни капаци може да се јави кај лица кои што користат гелни ногти, како еден вид контактен дерматит, исто така кај лица кои што работат со некои испарливи материи, бидејќи тој дел на очните капаци прв реагира кога имаме такви, како да кажеме, агресивни хемикали во воздухот. А дали дефицитот, односно недостатокот на одредени витамини или минерали може да доведат и до проблеми, до некакви промени на усните? Некоја се ова раничка на работ на усната? На рабовите. Значи, најчесто е поврзана, да речеме, со ниско железо, со анемија, може да биде кандида инфекција, која што се јавува кај лицата што имаат нарушен шеќер, може да биде стрептококна инфекција, кај атопична кожа, да речеме, почувствителна, а може да биде и знак на недостаток на B12 или на цинк. B12 кај вегетаријанците, цинкот обично во денешно време многу поретко гледаме хиповитаминози или како резултат на недостаток, недоволно внесување на одредени микронутриенти, бидејќи расширена е трендот на суплементација. Единствено тоа се случува кај луѓе кај кои што имаме одредено подлога, некоја заболување која оневозможува добрата апсорбција преку гастроинтестиналниот тракт. Може проблем со желудникот, 12 палеч од цревот, тенко црево, тука некаде. Парентерална исхрана, ако се на и такви некои состојби и тогаш веќе го бараме, бидејќи на пример една цинк дефициенција може да се манифестира како една вика акродерматитис ентеропатика која што е како да кажам има малце пофлоридна клиничка слика со рани, појава на рани околу сите отвори на телото и може сам доста импресивно, меѓутоа
Сигурно ќе има некоја подлога во позадина Така. од ова што го кажавме. А сега стигнуваме до тоа како ендокриниот систем влијае врз здравјето на кожата. Има многу пациенти со проблеми со тироидната жлезда. Доколку е намалена незината функција, доколку е намалена функцијата на штитната жлезда, каква ќе биде текстурата на кожата, што доколку е зголемена и излачува повеќе хормони од потребното. Дали исто така кожата ќе покаже некакви промени? Секако. Значи, патологијата на тироидната жлезда е во енормен пораст. Не знам дали и после короната и така натаму. Значи, кај се помлади лица имаме состојби дали на хипо или на хипер функција на тироидната жлезда, кај некој има и автоимуна подлога, како Хашимото, кога самиот имунолошки систем е збунет на некој начин и ги напаѓа сопствените клетки. И во тој случај имаме и друга асоциација со еден куп такви автоимуни заболувања, ама сега да се задржиме на тироидната. Хипотиреозата обично оди со многу сува, студена кожа со нарушена циркулација, како дури на места може да има и како тестасти отоци, замор, кој што се гледа и во очите на пациентот, едноставно една спуштеност, како да кажам, на лицето, поголема осетливост на студ и сувост. Значи, тие се да речеме најчестите сигнал е сува кожа. Да, кај хипотиреозата може да оди со појава на сега тоа е уствари уртикариите и дермографизмот се асоцирани со тироидната дисфункција. Кај хипертиреозата, бидејќи имаме зголемено ниво на тироидните хормони кои што се стимулативно делуваат на метаболизмот на потните жлезди, на општите метаболички процеси ги забрзуваат. Имаме губење на телесната тежина за кратко време, интензивно потење, дали општо или само на дланките и на табаните, има се јавува и црвенило, може да се јави на шаките и може да се јават и промени во тоа се како испакнати стануваат очите, што се нарекува базедова болест, обично во како да кажам, ако има автоимуна патологија, односно етиологија или во понапреднати фази. Секогаш кога имаме еве, например, еден минорен знак кој што ќе не наведе да прашаме дали имаме тироидна дисфункција во семејството. Многу е почесто кај жените отколку кај мажите, меѓутоа генерално е многу застапена. Халоневус. Појава на бело кругче, прстенче околу постоечка бенка и постепено бенката се губи. Тоа е автоимун феномен во кој што самиот организам се насочил, удирајќи да речеме цело време по тироидната жлезда, одеднаш решава, значи има голем број на антитела во самиот организам и едноставно имунолошкиот систем малку е збунет, почнува да напаѓа таму кај што нема непријател и ги напаѓа сопствените клетки, во случајов меланоцитите во бенките, тие што ги прават бенките, и имаме халоневус. Ако е тој невус, односно тоа бело крупче, кај дечиња, кај помлада возраст, е многу често и е најчесто безазлено, меѓутоа сепак прашуваме да се тоа исследи и прашуваме дали има витилиго во семејството, уште едно автоимуно заболување кое што знае да биде во оваа група на заболувања. И анемијата исто е тука, и уртикарија. Значи се тоа автоимуни заболувања во кои што имунолошкиот систем ги напаѓа сопствените органи и доведува до вакви некои промени. Витилигото всушност е болест кога има бели флеки на кожата. Тоа не е значи само кожна болест. Витилигото е предизвикано е автоимуна етиологија. Значи, како што објаснив, организмот создава антитела кои ги напаѓаат сопствените клетки наместо туѓите или оние што ни се непријатели, што напаѓаат, што може да доведат до болест. И затоа ги велиме автоимуни, насочени кон себе. Витилигото е кожно заболување, меѓутоа, бидејќи постои голема асоцираност, значи да во исто време бидат присутни, да се појават овие други автоимуни како тироидна дисфункција, анемија, уртикарија, дермографизам, секогаш правиме едно комплетно исследување, значи баш онака поширока биохемија, за да видиме дали е витилигото само витилиго или има и нешто дополнително. Споминавте неколку пати до сега дермографија. Кога одиме на дерматолог понекогаш, докторот со пенкал обично поминува низ нашата кожа за да види дали ќе останат црвени траги. Каков тест е тоа? Што проценувате? Тој тест проценува во која мера се присутни мастоцити во горните слоеви на кожата. Тоа се клетки кои што имаат во себе хистамин
и при одредена механичка дразба во случајот го пуштаат тој хистамин и тој хистамин ги шири крвните садови, се јавуваат како уртики, односно се подига кожата како од копрева кога е удрена. Значи, тоа не е дермографизмот не е нормално, да. Дермографизмот значи се јавува само во тие состојби и е еден вид на физикална уртикарија, значи алергиска реакција која што е предизвикана од притисок. И таа е често корелира со тироидната дисфункција и затоа го правиме тој тест да видиме дали има и некоја друга автоимуна болест. Секогаш прашуваме дали има анемија во семејството и секако лицата кои што имаат дермографизам можат понатаму или веќе да имаат хронични форми на уртикарија кои траат и подолго од 6 недели и кај нив пак има некоја внатрешна органска подлога која што треба темелно да се истражи. Така да во сите овие ситуации гледате, не може секогаш да се постави диагноза само врз основа на слика, односно еве, тоа е промената, кажете ми докторке што е. Треба да дојдете, да разговараме, да видиме, да направиме исследување, за да дојдеме до вистинската диагноза и попатно да видиме да нема и нешто друго како асоцирани коморбидитети, што ги викаме ние, или асоцирани други заболувања кои што може да се пропуштат, особено колку е помлад пациентот. За пеперутката. Ќе стигнеме до таму. Да, ќе стигнеме. Сега би сакала да ве прашам за поврзаноста на нервниот систем и кожата. Има една цела гранка, се нарекува психодерматологија. Што тоа значи? Дали доколку живееме под хроничен стрес, со анксиозност, со напнатост, може да имаме некакви промени на кожата или промените на кожата пак да укажат на некакви проблеми со анксиозност и депресија? Значи, како што кажавме на почетокот, имаме поврзаност меѓу централниот нервен систем, ендокриниот, односно хормоните, нели? Жлездите со внатрешно лачење и на крај кожата. Сите тие импулси, да речеме, кои што доаѓаат од централниот нервен систем, во кожата предизвикуваат одредена реакција, значи стимулираат одредени клетки, одредени неуротрансмитери, ги викаме, некои материи што се лачат од нервните завршетоци и тие потоа им влијаат на кожните клетки, дори на кератиноцитите се смета дека и тие се имунолошки активни и доаѓа до одредена инфламација или делуваат, велиме, проинфламаторно, доколку таа, кога е стресот акутен, да речеме, тоа е во моментот, кожата се спрема во смисла, нели, тоа е оној flight or fight, кога систем на одбрана, дали, нели, да се реагира, да се соберат во кожата проинфламаторни клетки кои ќе го решат проблемот што се случува во моментот. Ако е тоа кратко, завршува, нели, за известно време, неколку дена, се повлекува и тоа е тоа. Меѓутоа, кога имаме хроничен стрес и сите овие неуротрансмитери, неуропептиди и други молекули кои што се излачуваат и доведуваат, нели, во кожата подолго време, веќе имаме провокација на инфламација, односно воспаление, постојано воспаление. Хроничното воспаление се смета дека е и една од, како ја викаме, причините и за старењето, да речеме, и за деменцијата, и за неуродегенеративните промени, така натаму. Меѓутоа, зошто велиме на база на стрес се појавил некој осип? Ете од тие причини, бидејќи тие две работи, значи мозокот, централниот нервен систем и кожата се поврзани. Може ли да се влоши псоријазата, да речеме? Може. Значи имаме и состојби, например, како лихенот, кој што е во 90% случаите предизвикан од одреден стрес. Псоријазата, екземата, акните, се тоа состојби во кои што имаме и така наречен автоген стрес или тука веќе се создава еден врзан круг, кога стресот индуцира високи нивоа на кортизол, кортизолот ги стимулира лојните жлези, тие лачат претирано и се ствараат активни инфламирани акни. Пациентот е под стрес, бидејќи не сака, нели, да се гледа во огледало со многу акни и повторно се лачи кортизолот, тој магичен круг и се вртат во круг. Што се случува особено кај тинеџерите, студентите за време на испити, кога им се влошува состојбата. Да, многу често, да речеме, еве, мислам како да кажам, кога доаѓа пациент на преглед, еве се знаеме, например, дека лихенот може да биде провоциран од стрес, исто така и псоријазата, првичната појава.
да биде индуцирана од стрес. Витилигото, исто така, иако има и некоја генетска подлога, стресот го отколчува тој имунолошки механизам и почнува да се јавуваат промени на кожата. Меѓутоа, не може да запреме на тоа, ова е од стрес, ова ти е на нервна база, не се нервирај. Тоа е нешто што не може да се постигне. Треба да се дадат одредени насоки во смисла како да се медира стресот, како да се менаџира стресот колку што е можно, за да не доведе до одредени промени на кожата од овој тип. Значи, не само моментални осипи и слично, туку и веќе инфламаторни, односно дерматози кои што се видливи, како што е лихенот, например. Исто и уртикаријата може да биде индуцирана од стрес, хроничната поготово, таа е идиопатска, на крај не наоѓаме. Од што самите пациенти некогаш кажуваат дека во таа и таа ситуација, после известно време почнало да се појавува нешто на кожата. А што е со поврзаноста на кожата како орган и стомакот, односно цревата? Поконкретно со цревниот микробиом, оние микроорганизми, бактерии, вируси, габички кои што живеат во нив. Тие се нормални жители. Со нарушувањето на микробиомот може да се јават кожни проблеми? Да. Значи, микробиомот фактички е сите оние бактерии, микроорганизми кои што се нормално присутни во цревниот тракт. Исто таков микробиом имаме и на површината на кожата. И тоа е оној нормален физиолошки одбранбен механизам кој што кожата и слузниците го имаат кон надворешната средина. За кожата збориме кога е микробиомот од надворешните тригер фактори, односно напаѓачи потенцијални, а во цревата од оние што ги внесуваме со исхраната. Кога микробиомот си е добар, значи не е нарушен, а тоа се случува кога имаме здрава исхрана, помалку преработена храна, кога имаме, како да кажам, еден добар лајфстайл, консумираме повеќе храна со диетални влакна, ферментирана, сето тоа делува нормално и не штити од одредени материи кои ги внесуваме со храната, дали се тоа конзерванси, адитиви, презервативи, алергени, да не навлезат низ цревната слузница во циркулацијата и потоа низ организмот да направат одреден проблем. Кога ќе настане дисбиоза, односно микробиомот веќе не е во онаа нормална состојба, бил нарушен поради нередовен сон, поради консумирање на храна со високи концентрирани шеќери, брза храна, значи едноставно еден нездрав лајфстайл, тогаш имаме продирање на сите тие непријатели, алергени и така натаму, и едноставно организмот станува пречувствителен на одредени работи на кои претходно не бил. Алергиите, глутенот е еден од најчестите, да речеме целијакијата, се манифестира токму преку храната која што ја консумираме на база на глутен, со промени на кожата кои што се придружени со мали брунчиња на одредени места кои многу чешаат. Се смета дека и атопијата има некоја поврзаност. Во последно време уште попопуларни, бидејќи ова се работи за класична алергија, која што може да се докаже со одредени испитувања, постои и така наречена интолеранција на храна. Значи, оно што го внесуваме преку цревата, ако имаме нарушен микробиом, стануваме интолерантни на одредена храна која може да биде и здрава храна, а сепак нам да ни смета. Кога зборуваме за црвенилата кои што се јавуваат на кожата пред се на лицето, на што тоа може да се должи? Дали може би сме направиле некаков проблем со претерано миење со некои хемиски агресивни средства, или пак во позадина може да стои некоја автоимуна болест како што е системскиот лупус? Така. Многу често се случува поради неправилна нега или претерување во негата, користење на мултипни производи, особено исушувачки, или пак во голем број едноставно се нарушува и микробиомот на кожата и наместо да ја одржуваме таа бариера здрава, едноставно таа почнува кожата да се суши, да дехидрира, микробиомот е алтериран и едноставно доведуваме до инфламација, до црвенило, до чешање и дури перутање може да се јави слично. Ако е тоа резултат само на една неправилна употреба на средствата за нега, со добра
препорака за, како да кажам, средства кои што се регенеративни, на база на церамиди, имаат повеќе бакар и цинк во својата структура и одредени емолиенти кои делуваат смирувачки на кожата, таа бариерна функција ќе се воспостави за најмалку 48 часа може да се тоа смири. Меѓутоа, ако имаме нарушен микробиом во поголема мера, имаме појава на демодекс, тогаш може да се јави и розација, значи дерматит, тоа е пак дерматит, кој што пак го поврзуваме во многу наврати со инфестација на цревата, односно желудникот со една бактерија, а тоа е Helicobacter pylori. Многу често е позитивен кај тие лица или пак се наоѓаат, тие се жалат и на одредени диспептични тегоби. Пак тука може да има интолеранцијата некоја влијание или пак и типична алергија, значи и тоа мора да го провериме. Ако црвенилото е пропратено со извесен оток, па дури и болка, и трае подолго време, а е индуцирано од првото сонце, како што е сега овој период, нели? И е типично презентиран на врвот на носот, на дорзумот на носот и на обете образи како пеперутка, со тоа што имаме овој дел на назолабиалните бразди е слободен. Значи таму нема никогаш црвенило. Тогаш имаме типичен раш или осип во вид на пеперутка, кој што е еден од најраните знаци за лупус. А лупусот е едно системско заболување, исто така автоимуно, во кое што организмот ги напаѓа клетките во кожата, правејќи ги овие црвенила, во зглобовите и во бубрезите. И на многу други места. И почнуваат, да речеме, првично е ова, може да биде првично, може да се јават големи црвени кругови на телото, кои што се со тек на време, значи централниот дел избледува, а периферијата е интензивно црвена. Тоа е во однос на кожата, меѓутоа може да се јават болки во зглобовите, пад на телесната тежина, нарушување на крвната слика. Основно е таа една биохемија, понатаму и проширена со одредени антитела, нели? Тоа е една голема ревматолошка, да речеме, поопширна анализа преку крвта, може веднаш да се диагностицира и да се спречи да не дојде, да речеме, и до зафаќање на бубрезите, кои што се витален орган, кој што многу значи понатаму. Такова е можда сериозна болест, која што може да започне токму со ова црвенило во форма на пеперутка на лицето. И многу е важно, колегите, и општо, значи, пациентите сами, кои што имаат вака интензивни црвенила, кои траат подолго време, да не посегаат веднаш под некои козметски процедури или препарати, бидејќи само може да го влошат. И да го маскираат. Или да го маскираат ако почнат со кортиков, што е најчестата најчестиот пристап. Так. Понекогаш на телата почнуваат да се јавуваат црвени точки, како црвени бенки. Дали тоа е генетска предиспозиција или пак може би укажува на некаков внатрешен здравствен проблем? Секогаш кога имаме нагла појава на голем број на такви црвени точки, тоа се капиларчиња проширени, може да бидат како топчиња или пак може да бидат како тие ги викаме спајдер невуси, како пајаковидна мрежа со централна поцрвена точка. Особено ако се во предел во поголема нели бројност присутни, во предел на стомакот и, да речеме, градите, секогаш треба да помислиме на високо ниво на естроген. Затоа ги гледаме и кај струдниците најчесто, меѓутоа и кај луѓе кои што имаат цироза или одредено заболување на црниот дроб, кој што не може, поради тоа заболување, да го метаболизира естрогенот и го има во поголемо ниво во крвта. Така да тие телеангиектази, спајдер невуси, треба да не наведат да провериме. И секогаш ги прашуваме пациентите дали нагло се појавила, бидејќи и белите кожи, посветлите типови, понежните, едноставно се склони на таа капиларна фрагилност и се појавуваат црвени точки кај секој, да речеме после 30-та, 40-та, меѓутоа поентата е сепак да се види да нема некоја подлога. А ако се јават нагло бенки на кожата, може ли тоа на малигнитет да укажува? Да, тоа е еден синдром кој што се вика Лесер-Трела. Тоа не се бенки, туку тоа се себороични кератози, едни масни брадавици како баш брадавичести, карфиолести, суви, кои што во голем број се јавуваат преку ноќ. Не е исто ако пациентот почнал да ги добива од 25-та, 28-та
и сега доаѓа кај вас на 70 години, вие гледате море од кератози, меѓутоа тие настанувале постепено во текот на целиот живот. А ако се појават нагло во рок од месец-два, тогаш веќе мора да направиме една темелна анализа и да бараме карцином на гастроинтестиналниот тракт. Најчесто е тој предизвикувачот. Има цела една група на така наречени паранеопластични дерматози, кои што се јавуваат како предзнак на одредени малигни заболувања во текот на нивната појава или пак да речеме при крај, да речеме или во тек на еволуцијата, да речеме на самата болест. На прво место тука еве и дерматомиозитот, веќе споменавме, може да биде таков предвестник на некое малигно заболување, особено кај постарата популација. Појава на чешање на целото тело, исто така може да биде знак на некој карцином, малигно заболување во телото и особено кога имаме постара популација, покрај проверка на уреа, креатинин, гликемија, како главни или билирубините, кои што се главни пруригени и материи што се депонираат во кожата и доведуваат до несносен јадеж, мора да провериме и да немаме некоја неоплазија, односно малигно заболување, рак. Одеднаш појава на како скрлушки сува кожа по телото, по нозете, исто така е предзнак на одредени карциноми на внатрешните органи. На кој дел на нозете? Општо на кожата, меѓутоа на нозете се поупадливи, да речеме, како скрлушки, буквално тоа се вика ихтиоза, стекната ихтиоза. Имаме генодерматоза, кога деца се раѓаат со претерано сува кожа, баш како на крокодилот, или такви дебели се лушпите од кожата. Ако се појави одеднаш на постара возраст, исто така може да биде знак на внатрешна малигност. Има една ситуација во која што дланките стануваат како кадиф, едноставно оние дерматоглифи стануваат многу назначени. Тоа е знак на карцином на желудникот, на внатрешните органи. Потоа исто имаме, ако се појави одеднаш појава на задебелување на кожата на дланките и стапалата, исто е паранеоплазија. Има и една базек синдром се вика, кога имаме како псориазиформни промени, ама само на краевите на прстите, на носот и на ушките, на аурикулите на ушите. Тоа е исто така знак на внатрешен карцином, мислам дека беше на белодробие. Во секој случај се тоа, значи, докажани ги викаме облигатни паранеоплазии, каде што сигурно има подлога некој малиген тумор. Бидејќи самиот тумор пушта одредени молекули, дали хормони, дали антитела предизвикуваат самиот организам и доаѓа до овие симптоми. Еве, чешањето, да речеме, јадежот е најбанален од сите овие кои што се препознатливи. Дури и акантозис нигриканс, она што рековме, потемнување на одредени делови, тоа не е потемнување, тоа е уствари кожата станува кадифеста како поради инсулинот генерално ја стимулира создавање на повеќе кератиноцити и поради тоа задебелување дава потемна пигментација. Ако тоа се случи нагло и во голема мера е присутно, исто така може да биде знак за паранеоплазија, односно некој малигно заболување на внатрешните органи. А како изгледа кожата кај жените кои што имаат полицистични јајници? Полицистичните јајници се еден од најчести синдроми што велиме е виновник за појава на акните во пубертетот, но исто така и по пубертетот, може би и почесто по пубертетот на адултно акне, кога доаѓаат млади жени на возраст од 25-28, јас цел пубертет немав акне, сега одеднаш акне. Треба да се направи темелна проверка, бидејќи кај полицистичните јајници имаме одредени еден дисбаланс во хормоните, може да имаме покачени машки хормони или многу ниски женски хормони. Ако има дополнителни знаци од типот на зголемена влакнетост во регии нетипични, значи на лицето, на брадата, на градите, на грбот, и зголемена лојна секреција, во смисла на масна кожа, многу претерано брзо мастење на косата, тоа се веќе знаци кои што треба да не насочат да пациентката ја упатиме на една гинеколошка претрага во смисла на ехо на јајници и хормонален статус и да видиме, ако тоа се потврди, понатамо може да се
регулира со стабилизирање, со нормализирање на хормоналниот статус. Секако, има ситуации во кои тироидните овие хормони може да бидат покачени и да доведат до појава на акнички. Имаме, нели, некојаш се тие само во долната третина од лицето се појавуваат, така да и тоа е еден од знаците дека треба да бараме хормонален дисбаланс. И секогаш мултидисциплинарно се решаваат овие ситуации во соработка со гинеколозите секако и ендокринолозите доколку е потребно, бидејќи имаме и една ситуација на хиперандрогенизам кога имаме зголемено лачење на машки хормони или кортизол од надбобрежната жлезда и тоа исто така мора да се, хормоните се сите во една спрега и сите си делуваат еден на друг. Значи има и таа оска што е централен нервен систем, неуроендокрин и кожа совршено функционира. Значи нашиот организам е еден совршен механизам во кој што се стреми секогаш да направи хомеостаза, односно баланс, рамнотежа. И ако имате вишок од еден хормон, може да имате појава на недостаток од друг и слично. И сето тоа си е поврзано. И затоа во одредени ситуации секогаш преферирам, особено кај млади луѓе, кога имаме и дополнителни симптоми, да се направи ендокринолошка проценка, бидејќи ендокринологот е најповикан кога имаме хормонален дисбаланс од било кој тип на хормони. Значи, многу често прегледот кај дерматолог потоа продолжува, кај ендокринолог, гастроентерохепатолог, невролог. Да, имаме интересно ова со неврологот, значи имаме така наречено психогено чешање или невропатски јадеж, кој што, например, може да се јави после херпес зостер, таа е постхерпетична невралгија. Имаме појава значи, пациентите се жалат на чешање баш кај плешката, позади, и гледате една израмната, измазната, сјајна, потемнета, дури површина од постојано гребење, поради едноставно преголемена преосетливост на нервните завршетоци во тој дел. Значи, тоа е баш неврогена не болка, туку во случајов јадеж. Има уште еден брахиорадиален пруритус, кога имаме чешање само на раката. Само на едната рака ме чеше. И на ниедно друго место. Тоа е неурогено, психогено, значи поради одредени оштетувања на нервните завршетоци. Имаме друга ситуација во која што, да речеме, имаме дури и психијатриско заболување кое што доведува до појава на не е тоа јадеж всушност, тоа се вика делузија на паразитоза. Значи тоа е психоза во која пациентот веќе нема осет за реалноста. Значи тој смета дека неговата кожа е нападната од многу паразити кои што се движат под кожата и тој, сакајќи да ги извади, си нанесува на себе болка и повреди. Тоа е исто дерматитис артифицијалис се вика, меѓутоа делузионалната паразитоза бара психијатриска помош, скоро имав таков случај и велам, многу е битно да го убедите пациентот дека во овој случај дерматологот нема да помогне, иако пациентот беше поминал многу дерматолози, јас успеав да го наговорам да отиде кај психијатар, лекар кој што ќе помогне да паразитите престанат да се движат. Со најпрости зборови, се надевам сега дека терапијата е отпочната и бидејќи тоа е многу дебилитантно, го нарушува квалитетот на живот, а најчесто ги напаѓа средовечните жени. За жал. За жал, така. Да. Од тоа сето што ни го кажавте, произлегува заклучокот дека не секогаш кремите, односно терапијата во форма на крема може да даде ефект кај промените на кожата. Ако тоа е симптоматска терапија, ќе го смири чешањето во моментот, ќе смири промената, инфламацијата, воспалението, бидејќи кожните болести во голема мера се хронични, тие се повторуваат. Еве екцемата, псоријазата, кои што се најчести, да речеме, постојано се повторуваат. Поентата да се објасни дека со локалната терапија ќе се смири до негде, меѓутоа треба да се има една постојана нега која што ќе спречи да се тие воспалителни промени повторуваат. И секогаш кога имаме нешто што трае подолго, се проширува наместо да се смирува, секогаш тогаш во тие ситуации нели секогаш треба да направиме ваква една темелна обработка за да видиме дали позади таа кожна промена, некоја брунче црвенило на кожата не се крие нешто посериозно. Значи навистина кожата е огледало на нашето здравје. Токму така. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Беше задоволство.
Почитувани, ова беше се во денешното издание на оваа емисија посветена на здравјето. Ви посакувам пријатен ден.